се гледа. Новиот трговски центар се гледа. 31, 2, Еве новата спортска сала се гледа. Затворениот базен се гледа и новиот театар се гледа од тука. Истан вако сака, исто вака како своево, исто свете шутко. Идејата на ЛАК Агролидер е во соработка со театарот во иначе Андрискиот прилеп да покажеме дека треба културата да биде достапна за сите, под мотото да создадеме заедници каде што секој ќе има еднаков пристап до култура. Оваа вечер се одржа овде представата Девојките на Марко. Се надеваме дека во секоја рурална средина нашите професионални актери ќе го прикажат она што најдобро го знаат, тоа е глумата на сцена и со тоа зачувањето на нашата македонска култура. Предизвици постојат многу, меѓутоа наша должност како општество е и во руралните средини културата да биде достапна за жителите кои живеат таму. Година за прв пат општина Кривогаштани во соработка со неколку здруженија на граѓани организира серија на културни и спортски настани во периодот од 14 до 30 август. Во рамките на ова културно-спортско лето кое се одржува годинава, вечер имаме голема чест во организација на Сдруженијето на граѓани ЛАК Агролидер од Кривогаштани да гостува Народниот театар Војдан Чернодрински од Прилеп со представата Девојките на Марко. Ова е голем настан за нас, бидејќи на отворено досега не се случила ваква театарска представа. Се надевам дека и во иднина ќе имаме можност да организираме вакви културни настани. Добро вечер, благодарам прво што како медиум сте присутни и не следите цело време како театар. Предизвикот беше голем. Имавме навистина една тешка борба со времето. Иако 3 пати ја монтиравме сценографијата, ја демонтиравме, 3 пати монтиравме светло и тон, сепак успеавме вечерва да на публиката од Кривогаштани, се надевам дека и од околните места им придадевме едно убаво доживување. Она што го донесовме театарот од Прилеп го донесовме во Кривогаштани. Имаат празник, нека им е честит. Мислам дека имавме успешна представа. Публиката беше доста задоволна, имавме многу бав аплауз. Бевме навистина добро и топло пречекани во Кривогаштани. Кај беше потешко да се адаптира представа? Од театар во Цепенков или од Цепенков во Кривогаштани? Мислам дека за Прилепскиот театар, за ансамблот и за техничкиот персонал нема тешко. Мислам, ова е доказ дека за нас не постои тешкотија. Зошто не постои тешкотија? Не постои тешкотија затоа што ние се тоа го работиме од љубов. Амбиција и желба. Тука сме затоа што имаме желба. И го сакаме театарот, и сакаме да сме блиску до публиката. Кривогаштани, како и Крушево, мислам, јас сум крушевчанец, доста од вашата публика и знаат дека сум од Крушево, немаат театар. И во местата каде што нема театар, кога ќе појдеш и ќе гостуваш, е како еден вид на празник за луѓето и за публиката. И мислам дека ова треба да преасне во еден вид на традиција. Театарот да биде поблиску до местата каде што и населението каде што нема пристап до театар. Тама. Значи, што значи за Прилепскиот театар во ситуацијата во која што е да носи култура која што е уште поважна? Мислам дека ние за тоа сме задолжени. Културата да ја доближиме до секој. Секаде кај што нема театар, така и ние функционираме. Немаме, но се трудиме да правиме квалитетни представи. И мислам дека вечерва поминавме супер. Една представа не е затворен процес и не е само она музика што е наменета. Таа може да се игра секаде. Така да ми е многу драго дека бевме тука. Публиката беше одлична. Се надевам дека сите уживаа во вечерашнава изведба и се надевам на уште многу вакви соработки. И навистина имаме што да покажеме, а исто така сметам дека и треба и тие да дојдат кај нас. Различни се околностите, но представите секогаш се добри.
Треба да се носат децата, луѓето, да му се ствара навика и да доаѓаат до Прилеп од блиските околни. Па секако дека ако има континуитет, ќе има и напредок. Ако инсистираме дека треба да се посетува театар, ние нема ништо да изгубиме, само би добиле и кај помалата публика и кај повозрасната еден друг начин на издигнување. Секој треба да биде блиску до културата за да има напредок кај сите. Особено важно прашање од мене до тебе или од Отава до тебе како професионална актерка, колку е важно овие средини да ги одбираат правилните театри за да издигнуваат културата во. Па јас секогаш мислам дека треба да има секакви представи и публиката да одлучи што е добро, а што не. Никогаш не треба да се противиме на било каква представа, макар и аматерска, и тоа е еден вид уметност, но треба да се предпочита да се оди на професионални представи за да се направи разликата, за да можат особено млади, не малите, а исто и повозрасните. Правиме муабет дека оваа представа е направена со буџет од Министерството за култура и не може да изгледа поинаку освен вака професионално. Но во секој случај треба да функционираат и другите, па публиката да одлучи дали би ги посетила или не. Искрено мислам, прв пат ми се случува да играм на отворено и стварно е на посебно друга енергија, не е како што сме научени некако да е сетивко и самата промена на време влијаат многу работи на самата представа. Прв пат ми е вакво искуство, не знаев ништо да очекувам искрено, ама супер е што другата страна се забавува тогаш, ако е така.